Климатските промени на големо го земаат својот данок, иако до пред известно време самиот термин климатски промени ни беше апстрактен, сега веќе гледаме како на дело функционираат истите и кои се последиците од нив, од аспект на метеоролошки состојби кои што планетата Земја досега не ги регистрирала. Истите и Македонија ги чувствува се почесто. Како против последиците и што можеме да очекуваме во годините кои што престојат? Тема на анализа со врвниот експерт по метеорологија, со извонредна биографија, научни трудови, сертификати, патенти. Велам добро утро за универзитетскиот професор Владо Спиридонов. Добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам за поканата и за преубавите зборови. Професоре, што се случува на самиот почеток еве на разговорот со планетата Земја? Споменав и во најавата, регистрираме метеоролошки појави кои што Земјата досега не ги видела. Да. Се поактуелно е прашањето околу климатските промени и може да кажеме дека климатските промени навистина се една реалност. Планетата, нашата планета е загреана за 1 степен од оној преиндустријски период, посебно во последните 100 години. Така да сето тоа влијае на она што се случува како рефлексија, како консеквенција од климатските промени. Би сакала да започнеме од она што ни се случува дома. Тоа најмногу нам не засега, иако глобален проблем се климатските промени, сепак ќе забележиме и ние, кои што не сме експерти по метеорологија, но и вие експертите, дека вакви метеоролошки промени Македонија ретко кога регистрирала, или долг период на страшни горештини, па еве сега врнежи од дожд кои оставаат големи штети по себе. Колку и како се менува климата низ годиниве во Македонија? Така. Климата, значи, се менувала во, ако земеме наназад илјадници години, таа се менувала, меѓутоа она што е сега суштинско е дека во последните 100 години таа се менува многу забрзано. И тоа е едноставно, ситуацијата е таква да нашиот климатски систем, кој што е доста сложен, со сложени структури, значи атмосфера, биосфера, литосфера, криптосфера и хидросфера, се одвиваат сложени процеси. И сега, ако системот е пореметен, односно планетата е загреана за 1 степен, во тој случај доаѓа до одредени повратни реакции од самата клима. А основната причина за тоа што нашата планета е загреана и ова што се случува со консеквенциите од климатските промени се човековите влијанија, односно користењето на фосилните горива. Тоа се, значи, јаглен, нафта и газ во атмосферата, односно зголемени емисии, посебно на CO2. CO2 како газ, кој што има абсорбирачка моќ, односно ја абсорбира топлината од долгобрановото зрачење од Земјата, назад кон ја рефлектира како и останатите стакленички гасови, меѓутоа дека е суштината, односно специфичноста во јаглеродот диоксид, кој што тешко се отстранува од атмосферата, меѓутоа кога го има вишок, а евидентно е дека е зголемената концентрација поради тие емисии на стакленички гасови, назад кон земјината површина се враќа дополнителна топлина која ја загрева целата планета. Така да просечната средната глобална температура на планетата Земја во споредба, ви реков, од преиндустријскиот период е зголемена за 1 степен, па дури и повеќе, со тенденција за понатамошно зголемување. И сето тоа се рефлектира понатаму на одредени пореметувања кои што се јавуваат како во односот на воздушните маси, атмосферските системи, млазните струи, океанска глобалната атмосферска циркулација, понатаму интензивирањето на сите овие временски и климатски екстреми, појавата на топлотни бранови за честена фреквенција, појава на суши во одредени области на планетата, понатаму засилени грмотевични облаци, за кои што и ние сме сведоци во нашиот регион во последните години, појава на поплави, односно ненадејни поплави, на англиски се вика флеш фладинг, или поплави кои што се јавуваат во многу краток временски период, како резултат на тие бурни развои на грмотевични облаци, а такви
и во последните неколку денови се јавуваат и над нашето подрачје во Македонија. Ни направивте и благодарам за трудот во текот на вчерашниот дел неколку графики кои што во моментов еве одат и можеме да ги видиме. Би сакала да им ги објасниме на гледачите зашто точно станува збор, а е поврзано со последните состојби. Ајде кога ќе дојдат, кога ќе се Па, искрен да бидам, мојата фасцинација, односно љубов е повеќе токму кон овие изучување на овие грмотевични облаци, затоа што тие имаат една специфична генеза на формирање, потребни се услови за нема формирање и иницирање, меѓутоа располагаат со одредена динамика и микрофизика и знаат кога ќе се расплантат да влијат многу деструктивно. Тоа се тие грмотевични, конвективни или облаци со вертикален развој, какви што ние ги нарекуваме. Конкретно сега во приказот направена тридимензионална симулација за да на некој начин се приближиме до онаа последно невреме што се случи во областа на Неготино. Така. Претходно имаше во Кавадарци, а да не се навраќаме назад за онаа катастрофална поплава во Стајковци. Да. Значи, нашата област, Македонија, е ранлива во односот на климатските промени во контекст на овие временски и климатски екстреми, така да се почесто видиме ќе се јавуваат вакви атмосферски нестабилности и временски непогоди. И еве последнава деноноќе имаме и во Тетово, и во Виница, и во Долнени. Коригирајте ме ако грешам, последниве неколку од секогаш имало штети, невремето причинувало штети, но последниве години се многу поголеми. Токму така. Значи повторно се враќаме и се врти околу прашањето за климатските промени. Значи, кога имаме климатски промени, односно температурата на планетата е зголемена, имаме повеќе водена пареја во атмосферата се задржува, според проценките некаде околу 7% е зголемена присуството на водената пареја во атмосферата. Водената пареја во атмосферата е основен извор, односно потикнувач или покренувач на сите оние бурни процеси во атмосферата и интензивирање на оние грмотевични облаци. Иако, да кажеме, не треба секој грмотевичен процес, грмотевичен облак или облак со вертикален развој, како сакате наречете го, да се поврзува со климатските промени. Меѓутоа, очигледно е дека нивниот интензитет во последните години, во последната деценија е изразито зголемени и имаат изразито деструктивно влијание. Поврзани се со, како што ги кажавме, поплавни бранови, понатаму со појава на силни ветрови, како што беше случајот во Неготино, бидејќи самата, сакавте да ме прашате токму повелете. Токму за Неготино, да се надоврзам за Неготино, видеоматеријалите кои што ни пристигнуваат, всушност покажуваа одреден ветер кој што многу наликуваше на торнадо. Сега оно што сакам да ни појасните, дали станува збор за торнадо и дали има опасност, да речеме, од појава на вакви посилни ветрови во иднина? Да, ќе ви објаснам. Значи, широка е темата и јас навистина не знам на што да се сконцентрирам, меѓутоа ќе го објасниме и ова кратко за Неготино. Значи, се работеше за релативно нестабилни атмосферски услови во тој ден. Меѓутоа, кога атмосферата е релативно нестабилна и ке се јави ваква, да речеме, појава, значи временска, тоа може да преде во многу интензивна, дури и во многу опасна временска непогода. Таква се случи во Неготино. Значи, имаше нестабилни атмосферски услови, меѓутоа во тој дел, во тоа подрачје на Неготино, самото поднебе во тој пограничен, ние го нарекуваме планетарен граничен слој, во кој што се случуваат сите оние процеси на размена на топлина, на влага и така натаму од приземниот слој на атмосферата, карактеристиките на почвата, топографијата на теренот, влажноста на почвата, динамиката, струењата во приземниот слој на атмосферата, сето тоа, значи, допринесе да се развие вертикално движење во атмосферата и целата водена пареја да се покрене на една висина, значи, тоа се тие вертикални области што се развиваат во текот на летниот период. Сега во таа област, кога се покрена таа водена пареја во атмосферата, во негативниот сегмент, во негативниот дел на облакот на поголеми висини во атмосферата, се создаваат цврсти хидрометеори, град, облачен лед, облачни кристали, снегулки и така натаму. Кога таа ледена структура до одредено ниво ја држи таа вертикална
струја, односно подемна или ние нарекуваме асцендентна струја, до оној момент додека хидродинамичката сила, односно како резултат на тежината на самите хидрометеори, односно на цврста содржина ледена, може да држи. Во оној момент кога таа ќе преовладее, а истовремено како резултат на прилив на сув воздух во околниот дел на облакот, во тој случај се случуваат така наречени микроизливи, ги викаме ние, на англиски се викаат microburst или микроизливи, односно надолно спуштање на таа ледена структура во форма на ветер. Може да бидат суви микроизливи, а може да бидат и влажни. Во Неготино беше повеќе, значи, влажен, затоа што имаше и врнежи поројни, меѓутоа имаше и многу јаки ветрови се создаваат, кои што понатаму на површината радијално, значи, дуваат. Во центарот е мирно, меѓутоа радијално се дистрибуираат ветровите со многу голема силина. Сега, како ме прашувате, која е таа силина во споредба со онаа Сафир-Симпсонова скала, која што ги диференцира, да речеме, ја диференцира силината на ветровите, спаѓа во првото ниво, со силина на ветрови околу 100 до 120 километри на час може да развие еден таков микробрст. И затоа летаа кровови, затоа беше толку опасно и сите граѓани навистина беа вознемирени со право, затоа што тие не се навикнати да во истиот тој период на еволуција на таква една грмотевична бура, да се развие и торнадо. Тоа не беше класично торнадо, како што ние сме навикнале да го гледаме во другите делови на европскиот континент или посебно во Америка. Добро што не беше, фала на Господ. Меѓутоа, во секој случај забележано е торнадо, тоа е како вртложен столб на воздух кој што како составен дел на еволуцијата на облакот, меѓутоа и ова што ви го кажав, тоа силно наделно струење кое што даде многу голем градиент на притисокот и силни ветрови на приземја. Всушност, кога сме кај ветровите, коригирајте ме ако грешам, но европското тло децении наназад не бележи вакви ветрови. Еве, неодамна почна се, да речеме, со Чешка, кога беше забележано првото торнадо таму. Како стана одеднаш Европа тло на кој имаме вакви метеоролошки појави? Постои ризик во зачестување на истите? Па, ние треба да знаеме дека во односот на атмосферските системи, овие грмотевични облачни системи навистина располагаат со огромна енергија. Сега има и други системи атмосферски, како што се циклоните, одредени фронтални граници, линија на стабилност, патувачка групација на облаци со вертикален развој, системи конвективни во средни размери, вртлози во средни размери и така натаму. Тоа се на некој начин начини на кои што се иницираат овие грмотевични облаци. Меѓутоа, пак ќе кажам, основен покренувач треба да бараме природата во односот повторно на климатските промени и сето она што се случува во односот на емисијата на стакленички гасови и тоа едноставно во иднина ќе донесе уште до поголема, ако не се стопира според Парискиот протокол, температурата, односно глобалната температура на земјата да расте до 2 степени, како што е предвидено во 2015 година во декември, навистина ќе се случуваат се поинтензивни процеси. Сакав да ви кажам конкретно на вашето прашање дека тоа не е поврзано, значи тие ветрови не се поврзани со нешто што произлегува од некој да речеме облици на атмосферска циркулација која што се јавува на европскиот континент. Токму овие грмотевични процеси што се јавуваат во помални просторни и временски размери, а се навистина тешки за предикција, навистина се проблематични затоа што тие развиваат такви силни ветрови кои што може да бидат исклучително деструктивни. Исто така, да додадеме дека во рамките на овие климатски промени, значи во екот на климатските промени, така нарековме емисијата, и интензивирањето и на тропските циклони, и на оние екстратропски, односно вонтропски, ние ги нарекуваме екстратропикал на англиски, а ние ги нарекуваме вонтропски циклони, тоа се циклоните кои што се развиваат во нашето поднебје. И тие исто така го зголемуваат, има податоци, има евиденција дека и тие го зголемуваат својот интензитет, силина и едноставно може да развиваат голем градиент на притисокот, односно силни ветрови, кои што она што се случи пред неколку денови во Франција и во Италија,
За жал, настрада и неколкумина луѓе, а француската метеослужба, што за моje големо изненадување, што е една од водечките метеоролошки служби, експертите од временската прогноза изразија на некој начин жалење затоа што во голема мера не ги предвиделе деталите во односот на дека може да се развие до тој степен такво деструктивно влијание, па макар и во помали средни размер. Тука ќе се задржиме на метеоролошките служби. Кај нас управата за хидрометеоролошки работи е задолжена да ги предвидува, информира за превентивно да може да се делува. Но она за што сакам да проговориме наредниве минути е вашата алатка, Нотас, алатка за детекција на аларми олуи, која што пред неколку години чи нам ја промовиравме веќе во Македонија наутро, но да споменеме дека е многу корисна мерка во однос на превенција од посериозни штети еве во моментов. Да. Значи, Нотас е една од алатките за прогноза и рана најава, односно предочување за појава на временски непогоди. Со различни нивои на опасност, како што се таму категоризирани од 1 до 5, и ако евентуално се прикаже во областа на интеграција за 24-48 часови во областа која што ја покрива доменот на интеграција, а основата е атмосферски модел, кој што представува еден многу сложен алгоритам, али се базира на математичкото физичките принципи кои што владеат во атмосферата и така натаму. Сега, во контекст на тоа сакав да кажам, дека Нотас е една алатка, идејата во односот на Нотас е, суштината е во идејата, да се минимизираат оние неизвестности кои што настануваат во односот на нелинеарните процеси во атмосферата. Бидејќи атмосферата до 3 дена однапред до 4 дена атмосферските модели во целиот свет, тие даваат на некој начин избалансирани информации, односно пред прогноза на времето во една ограничена област. Меѓутоа, после 3-тиот ден, 4-тиот веќе имаат дисперзирано решение, така да тоа сакав да кажам. Таа нелинеарност во процесите, значи се зависи и од просторната и временска рамка на она што се случува во атмосферата. За да на некој начин се избегне таа неизвестност, Нотас токму во неја вклучува повеќе параметри кои што се суштински, значи физички и индекси на нестабилност, кои што се суштински за да се минимизира таа неизвестност во однос, бидејќи одредени модели, например, ако се базирате само се потпирате само на проценката за врнежи во една област, врнежите се дискретна појава, вие можете да погрешите, затоа што различни се врнежите од облаци со вертикален развој, како што се сега грмотевичните и какви што ќе ги имаме денеска повторно, еве, чисто како најава, во односот на врнежите од една стратифицирана слојасна облачност, кога имаме циклонска активност и така натаму, каде што немаме таква бурна конвекција, односно вертикален транспорт на влагата од приземниот слој во атмосферата. И затоа Нотас вклучува не само параметар како врнежи, ги вклучува сите оние клучни параметри кои што на некој начин ги инкорпорираат сите оние суштински елементи во развојот на такви временски непогоди, како фактори. И сето тоа се покажа како, навистина, кога ќе се спореди со реалните проценки, а има такви реални проценки, тоа се радарските мерења во мрежата на метеоролошките и хидролошки станици, во односот на мрежата за молњи и грмежи, која што е во реално време дава согледување и индиции каде ќе има електрични празнења во атмосферата, интензивни грмотевици и така натаму, кога ќе го споредите Нотас, излезите часовните вредности, со онаа проценка која што ќе се случи, например, во реално време, дава доста сличности. И токму тоа гледам дека луѓето, меѓутоа тоа ние го објавуваме сега за сега на социјален медиум и луѓето се заинтересирани. Меѓутоа ние не сме национален сервис, одговорна национална единствена служба во Македонија во контекст на најавите и прогнозата си е управата за хидрометеоролошки работи. И затоа тоа е релевантна информација. Меѓутоа консултации може да се одвиваат и да се користи оваа алатка понатаму за сите заинтересирани што би сакале да користат како консултација. Меѓу другото, оваа алатка има корисна, верувам, и на вашите студенти на Природо-математичкиот факултет. Она што ме интересира, гледајќи ги актуелните климатски промени, гледаме и дека од професијата има потреба. Колку има кадар за метеорологија во Македонија во моментов? Да. Како што гледаме ние дека се поактуелно
е прашањето околу времето, климата, климатските промени. И посебно во овој контекст временските и климатски екстреми. Сите сме веќе на некој начин обседнати со тоа што се случува на нашата планета. 1 степен загреаност е многу за овој климатски систем и тој е нестабилен сега. И се повеќе ќе се случуваат вакви состојби. Меѓутоа, за да ние ги избегнеме тие, навистина треба да градиме во иднина таква инфраструктура која што ќе биде компатибилна, односно подесена со оние сите промени што ќе настанат. Ориентацијата треба да биде во обновливи извори на енергија. Меѓутоа, без кадровски потенцијал, без мерења, без наблюдувања, без одржување на тој наблюдувачки систем во иднина, без луѓе што ќе се бават со истражувања и конечно без дополнителни луѓе што ќе се работат во академијата, навистина не е возможно да се оствари таа мисија и таа хидрометеоролошка, односно хидрометеорологијата во иднина ќе стагнира во колку нема кадровски ресурси. Бидејќи, само што да го дополнам за да не должам, за 4 години во управата за хидрометеоролошки работи, тоа се податоци кои што јас сум работел таму, сега сум на факултет, ги знам состојбите горе-доле, сега во последното време не ги знам деталите, меѓутоа, за 4 години ќе останат многу малку метеоролози дипломирани, хидролози, и така со хидролози состојбата е драстично алармантна, така да нема кој да не известува за мерењата, нема кој да врши мерење, иако имаме одлична автоматизација благодарение на секторот за метеорологија, ќе нема кој да известува за времето. И затоа треба стратешки државата и сите ние да размислуваме и во овој правец. Значи, сега метеорологијата само еден сегмент во науката, во физиката на атмосфера. На Институтот за физика да се запишат млади заинтересирани студенти. Јас апелирам, постојано објавувам на својата Facebook страна, апелирам, ги мотивирам младите дека времето, климата, тоа е многу интересна наука, која што во иднина се повеќе ќе се експлоатира и ќе се бара експертиза за истата, за се запишат на студии. Сите оние што не се вработени, морам да потенцирам, има неколку мина, можеби има и повеќе од 10, работат во други сектори, а не во метеоролошкиот сектор, затоа што едноставно не нашле работа. И за нив апелирам да се најде вработување, за да може на некој начин да се подобри статусот со метеорологија во иднина. Влеговме во терминот за вести, но оваа тема е секако актуелна и заслужуваше внимание. Професоре, благодарам за гостувањето во денешното издание на Македонија на утро, за тоа што им објаснивме на гледачите што се случува во моментов и дали може да ги превенираме во иднина. И јас ви благодарам за поканата што еднаш.